Првиот разговор во ова денешно издание на Македонија наутро е резервиран за конференцијата која што треба да се одржи на 1 ноември, насловена како помош и подршка на родителите на децата со аутистичен спектар на нарушувања, која се одржува во рамки на меѓународниот проект Еднаквост и социјална инклузија низ позитивно родителство. За што точно станува збор, утрово разговараме со професор доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското научно здружение за аутизам и организатор на конференцијата. Ви посакувам пред се добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и до вас, до сите членови во студиото и до вашите ценети гледачи. Добро ве најдов. Ви благодарам што одговоривте на нашата покана за гостување. На самиот почеток би сакала да објасниме малку подетално за каква конференција всушност станува збор. Па, ова е еднодневна конференција, меѓународна конференција пред се, бидејќи ќе имаме гости од други 4 држави, од Велика Британија, Кипар, Хрватска и Белгија, нашите партнери во проектот. Значи имаме 16 гости од странство и претежно ќе има родители, се разбира, бидејќи пред се за нив е намената ова конференција, и стручњаци, најмногу дефектолози, психолози, педагози, наставници, доктори по медицина и така натаму. Значи конференцијата е замислена во рамките на проектот, како што вие кажавте, финансиран ЕСИП е скратеното име на проектот, така и во социјалните медиуми и на веб страниците. Познат проектот кој што е финансиран во рамките на Еразмус Плюс програмата од Европската Унија. Тоа е трогодишен проект и веќе ние сме 2 години навлезени во проектот, во кој што објавуваме стручни научни трудови во високо ценет релевантни списанија со фактор на влијание и секако првата евалуација која што беше направена на средината од проектот од страна на Националната агенција за образовни програми во Велика Британија, инаку да напоменам дека Универзитетот од Нортхемптон е главниот носител на овој проект, беше високо оценета евалуацијата со позитивни препораки, така што се надеваме дека ќе има уште една година, имаме доста за работа, но ќе постигнеме задоволителни резултати. Така, ќе говориме малку подоцна и за проектот. Ајде сега да кажеме како е замислена самата конференција, како ќе изгледа агендата во текот на денот, што се ќе биде презентирано? Па во текот на денот на самата конференција, значи јас како председател ќе пожелам добре дојде на сите гости. Очекуваме некаде околу 120-130, можеби и повеќе гости, иако пријавени се 120 регистрирани гости. Заедно со нас, значи околу 20 организатори, 140 гости. Јас би требало да отворам со еден пресек на состојбите и на односите на нашето здружение МНЗ, родителите и аутизмот во Македонија во изминатите 20 години. Па и повеќе. Потоа ќе дискутира професор Девид Прис, кој што е од Универзитетот во Нортхемптон и е главниот раководител со проектот. Ќе направи еден пресек за се што се случува овие 2 години во проектот, па збор ќе добие еден од нашите родители да представи состојбата во Македонија, со какви се проблеми се справуваат родителите во нашата држава. И потоа ќе следуваат серија на презентации, на искуства од обуките кои што беа спроведувани во рамките на овој проект, како од колеги и колешки во Хрватска, во Кипар и исто така од нашата држава, бидејќи проектот започна на тој начин што првите 3 обуки во Скопје ги држеа обучувачи од Велика Британија и од Кипар, а сега последните 3 обуки ги одржува наши помлади колеги, обучувачи од Македонското научно здружение за аутизам, така да ќе има доста и видео презентации на изјави од родители од сите овие 3 држави, како се тие задоволни со обуките, што до сега научиле, како тоа им помогнало во секојдневниот живот со нивните деца. Кога се прави нешто, се прави со некоја цел. Која е целта на овој проект? Па целта на овој проект е пред се да помогне на родителите, значи помош и подршка, да дадеме психосоцијална една подршка и една едукација, обучување на тие образовни програми, например како да се справат родителите на дете кое што има предизвикувачко однесување или challenging behavior во оригинал на англиски, кога е доста анксиозно, нервозно
или во текот на пубертетот, како да се знаеме дека нели хормоните се покачуваат, дури невротипичните младинци и младинки имаат одредени промени, а посебно кај децата со аутистичен спектар тоа е изразено. Потоа како со исхраната да се проблемите при исхрана, значи се ги обучуваме родителите каков тип на исхрана, па за сензорните проблеми и така натаму. Значи доста има сензорни проблеми и се даваат одредени насоки на патствија како тие да постапуваат во одредени ситуации. Бидејќи пред тоа, предходно во Република Македонија немало ваква едукација и образование и исто така целта ни е да направиме една подобра инклузија и на крајот, после завршувањето на овој проект, да биде истиот одржлив, значи да има и понатаму за родителите кои што ќе имаат нови, нели, ќе се појават нови случаи во Република Македонија и тие да бидат обучувани. И сакам да напоменам, што е многу значајно, дека овие обуки за родителите се бесплатни, за разлика од некои други здруженија кои што кога држат обуки наплаќаат котизации и партиципација на учесниците, на родителите или на стручњаците, ние тоа го чиниме бесплатно. Никако ми се наметна прашањето, морам да ве прашам, споменавте меѓународна конференција, меѓународен проект, дали доволно добро се имплементираат странските искуства кога станува збор за ова тема? Па конкретно за овој проект би можел да потврдам, бидејќи тоа се и одговорите од нашите родители. Ние досега офативме 70 родители со овие обуки, кои што ги напоменав, 3 во Скопје, една во Велес, една во Охрид и една во Битола. И проектот трае до август 2018 година. Планираме уште најмалку една-две обуки во евентуално Дебар, Куманово или Штип, ќе видиме. Треба да се договориме во здруженијето. Така што мислиме дека ќе се постигнат тие цели и дека бидејќи правиме евалуација после секоја обука, резултатите се позитивни од страна на родителите, дека тоа им користело барем на повеќето од нив, дека добра е користа и ползата од самата обука, дека не е тоа потрошено време, бидејќи доаѓаат по 2 дена, обично на викенд, сабот и недели, каде што ги добиват потребните искуства и знаења за тие обуки и модули, како што ги нарекуваме ние, некој ги има напоменато на веб страницата, тоа е www.esipp.eu, каде што се преведени дели од обуките и на македонски. Нормално, заради оние заштита на авторски права, презентациите не се дадени во 100%, но има доста делови од самите презентации и за целите на проектот, така да тоа е значено што ние успеавме да се избориме и македонскиот јазик да биде на веб страницата, иако се работи нели само за европски проект, каде што официјален јазик е англискиот јазик, и ги има и на македонски, ги има и на хрватски, ги има на грчки за колегите од Кипар. Професоре, колку е важно одржувањето на ваквите конференции? Па, повеќе... Си со цел да се подигне свест? Да, тоа е главната цел, но има и повеќе наменско ова, бидејќи родителите доаѓаат тука, добиваат нови искуства, се поврзуваат меѓу себе, на паузите разменуваат искуства, а исто е значено и за младите стручњаци и колеги, например, од Институтот за дефектологија и сродните институти на Филозофскиот факултет во Скопје, Институт за психологија, кои што имат завршено, или педагогија. Имавме, например, бидејќи јас ги водев регистрациите, бројот на пријавени членови и имињата кои што ги добив во 90% се за мене непознати. И имаме доста пријавени од внатрешноста, има огромен интерес од Битола, од Прилеп, од Охрид, Струга, Куманово, така што очекуваме успешна конференција и дека ќе ги исполни своите цели и дека како родителите, така и младите стручњаци кои што ќе дојдат да научат нешто ново, бидејќи ова го нема во учебниците кои што сме ги пишувале, ова се практични работи. Мислиме дека ќе бидат задоволни со ефектите од оваа еднодневна конференција. Да не заборавиме, организирате пресконференција за новинарите, што е многу важно, бидумите треба да ја пренесат пораката. Да, јас прво да ви се заблагодарам за поканата. Еве, вие сте првите каде што гостувам во живо да ја најавам оваа конференција.
Новинарите се секогаш битни во нашето здружение и ние градиме еден однос на почитување и на соработка и до сега не сме одбиле ниту интервјуа, ниту покани за гостувања во емисии во живо или снимени интервјуа, така што овој пат се одлучивме дури и да одиме чекор понапред да направиме и пресконференција, каде што би апелирал и до вашата дневна редакција на 1 ноември во 10 часот точно во музеот на македонската борба, таму и ќе се одржи конференцијата, нели? Претходно ќе има округла маса, тоа не го напоменавме, во која што ќе земат учество двајца колеги од Англија, носителот и уште еден негов колега. Ние сме двајца од Македонското научно здружение, еден од родителите. Потоа ќе имаме представници од Министерството за образование и наука, представник од Министерството за труд и социјална политика и советник во владата на Република Македонија за децата со посебни образовни потреби. Така да ги поканувам да дојдат и да бидат точни, бидејќи предвидено е само 15 на минути и потоа во 10:15 часот ќе мораме да започнеме со агендата за да завршиме на време. Се планира некаде околу 16:15 часот да завршиме. Така, и сосема на крај, сосема накусо по завршувањето на конференцијата има уште активности кои што се како дел од проектот се разбира активности на здруженијето. Да, активности на здруженијето секако предоминантна е оваа активност да се заврши успешно проектот уште таа една година, уште тие две обуки најверојатно околу ни требаат уште 30 на родители, затоа што ние ова покрај обуката ние имаме и научна димензија. Значи правиме истражувања, анализи, квалитативни и квантитативни истражувања, во кои што потоа нели тие резултати ги презентираме на конгреси. Например, минатата година на Конгресот на Аутизам Европа учествувавме со наши трудови и исто така и за до година е планирано во агендата, например, мене ме канат во април 2018 во Холандија да презентирам делови за аутизмот и за проектот ќе дојде и главниот истражувач професор доктор Девид Прис, така што ќе има доста набиена агенда и она што би сакал уште да го потенцираме дека истиот овој тим кој што го нарекуваме нели тим за победи, планираме да аплицираме нов проект до Европската унија во 2018, а тоа би било за едукација на дефектолозите во Република Македонија и секако тука ќе земат учество и колеги од Хрватска и евентуално од Полска. Има уште многу поводи и причини зашто да бидете наши гости. Тука сме како медиум, повторно ќе кажам да ве поддржиме и да информираме за сето она што го работите. Јас сум ви бескрајно благодарен за тоа. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време, а ние одиме понатаму. Време за најновите информации од земјата и светот или првиот информативен блог во рамки на ова денешно издание на утринската програма.